Да, ова е посебна епизода, никогаш досега не снимена, мора малку вака драматично за да мислат луѓето како знае што се случува. Уствари ова е една специјална епизода на подкаст кој што не постои и е направен наменски за промоција на новата книга на Коста Петров Гласот во твојата глава. И мене лично многу ми беше мило што му изрекетирав на Коста книгата пред било кој да може да дојде и да ја земе, бидејќи бевме заедно на кафе, ми вика идам во 3 да потпишувам копии. И ја му викам, супер што идеш у 3 да потпишуваш копии и јас доаѓам со тебе да ти земам една копија, да ја прочитам пред сите, нормално морам да имам ексклузивитет, тоа goes without saying, и да ја прочитам за да можеме да снимиме посебна една епизода на подкаст наменет само за книгава, за луѓето да сватат од каде доаѓа идејата, зошто воопшто постои оваа книга и зошто токму ти треба да ја прочиташ за стварно да ти направи проблеми во главата, пред да ти направи јаснотија на што тоа треба да смениш во животот, за да живееш еден посреќен и поисполнет живот. Ова е интро, тотално од ракав, ама мислам дека фино доловува што и како би зборувале денеска, а за почеток... Здраво. Секогаш здраво, мора... Виде каква имаше драматична пауза. Многу тоа. Драма како гласот во твојата глава. Зошто гласот во твојата глава? Од каде дојде целата идеја? Кога ќе размислам за претходните книги, односно како ја ги пишувам книгите, секогаш треба нешто драматично да ми се деси, да научам некоја лекција и книгата уствари ми е онака враќање на филмот, Откровението, да. И кога ја напишав последната книга точно пред 2 години, се што би сакал да знаев порано, мислев толку не пишувам више книги, некако немам више што да кажам. Дигнав левел. Да. И ова е всушност прва книга што ја напишав во некаков мир. Ми дојде како инспирација. Пред неколку месеци бев на одмор и читав една книга каде што темата беше ефектите на гласот во главата. Значи, што се ти прави гласот, меѓутоа од аспект на жртвата, од аспект на нас. И сега се викам, чекај, скоро сите книги што се напишани во тој стил. Значи, на крајниот резултат, што ни прави гласот. И реков, што ако постои книга, каде што гласот ја раскажува својата приказна од негова перспектива. Значи, ние сме само читатели. И всушност целата книга, начинот кој што напишана е гласот ја раскажува неговата приказна. Од моментот кога влегува кај нас во глава, до моментот кога ние капитулираме. Односно му ја даваме целосната моќ и контрола на гласот во главата. Затоа што, нели, за да го победиш противникот, треба да го разбереш. А за да го разбереш, треба да седнеш и многу внимателно да го слушаш. И колку ние во принцип имаме разбирање и колку ние сакаме да слушнеме што е вистинскиот проблем пред да почнеме да го решаваме. Колку ствари козметички само сме навикнати од сите тие книги за самопомош, мали инкрементални подобрувања, направи ова, не прави тоа, значи следиме слепо инструкции без да се вратиме на вистинскиот кор на проблемот, а тоа е што гласот во нашата глава ни кажува. Дали избегаваме такви тешки работи, бидејќи тоа за мене е последната фаза од некакво самоподобрување за да се сватиш кој си. Знаеш што е интересно за овие книги? Кога некој во животот одлучува дека сака да се трансформира, чувствува дека му е потребна промена. Првото нешто што правиме, купуваме многу мотивацијски книги. И читаме апсолутно се живо и диво. Дури и моите први 2-3 книги кога ги прочиташ се такви, затоа што во тој момент на мојот живот мене ми била потребна таква мотивација. Тоа било решението. Да. Сега што се случува? Како што се повеќе работиш на таа трансформација, што повеќе учиш, постои еден момент кога више не можеш ни една таква книга да прочиташ. Зашто веќе се знаеш и ти се кади кади веќе. Не, се знаеш, не можам више. Да. Веќе имаш аверзија. Да. Ама што е позитивно во тоа? Значи, си еволуирал, си се трансформирал, си научил одредени работи и сега логично дека си спремен за следното поглавје. И многу интересно така и започнува оваа книга. Книгата кога ќе отвориш, прво што вика гласот, уште една мотивацијска книга ти треба? Види на твојата полица колку мотивацијски книги имаш. И што е интересно за тие мотивацијски книги? Ни помагаат во таа фаза, меѓутоа,
ако ги анализираш добро, сите се фокусираат на тоа дека оваа верзија што се ти во моментов не е доволно добра. Ти треба да ја креираш твојата совршена верзија. Значи ти даваат онака Значи тие се гласот во искрата, твојата глава. ти ја даваат искрата на промената, но не ти нудат прифаќање на тоа што си сега во... Ама дали е тоа моментов. вистинската искра на промената, пошто баш тоа го забележувам, или уствари е да те стават во некоја рамка да бидеш општествено прифатлив? Па не, види, мотивацијата е искра. Мотивацијата е искра, например, кога идеш ти на некоја, кога читаш мотивацијата книга, докога ја читаш, си фул мотивиран, сега ќе се помна со ова ќе направам, запишуваш белешки вака, ја затвораш книгата, тудира реалноста. Правиш една работа од 10 и после се откажуваш. Всушност, можеби најголемата манипулација на гласот е дека мотивацијата е доволна. А мотивацијата само искра. А всушност за највистинска трансформација што ти е потребно? Да се Дисциплина. бутнеш и да се бутнеш во калта, да се извалкаш и да речеш окей што сум. Па не само тоа, затоа што ти може да се бутнеш во калта и да останеш во калта. Така е, треба се Мора да кренеш имаш после. дисциплина. Да. Дисциплината мислам дека апсолутно за се во животот е клучна. И сега, кога прв пат го слушна гласот кај тебе, како започна твојата приказна, поради тоа што приметив дека во книгава има доста коста внатре, те знам одамна лично интимно, меѓутоа не е само твојот глас во твојата глава во оваа книга. Што ти беше целта со тој еден наратив, дали сакаше секој да може во даден момент да се пронајде со тие негативни мисли кои што гласот ти ги наметнува цело време? Знаеш, кога почнав да пишувам книгата, сега си реков, чекај. Кога ја го слушнав за прв пат гласот во мојата глава? И ми требаше многу долго да се потсетам баш на тој, на вистинскиот момент. Сега се сеќавам на 20 години што ми бил гласот. Сеќавам што ми бил пред месец дена гласот, што ми бил пред 6 години гласот. Меѓутоа, Ама core wound, тоа е битно. немав чиста меморија, чист спомен, кога за прв пат го слушнав гласот. И тука се блокира во пишувањето. Викам, не можам да продолжам додека не го дефинирам овој момент. И сосема случајно, уствари нема ништо случајно, ми текна кога за прв пат го запознав гласот. И се сеќавам, мислам дека имав 6 или 7 години и бевме кај баба ми, кај дедо ми. И игравме криенка. Тие години тоа се праша, нели, жмурки. И нели секогаш го бараш најновативното место на криење. И почна да бројат братовчеди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ја се затрчав, почнав да трчам, да се скријам на место кај што апсолутно никој не може да ме најде. И во еден момент, додека трчав, сватив дека немам појма кај сум. Значи ги гледам зградиве околу мене, ги гледам луѓево, ништо не ми е познато, ништо. И се во глава се викам, здаре можно толку далеко да сум отишол. Гледам наш познато лице, прозор, скали, нешто што ќе ти даде сигурност дека на сигурно место си, немаш отидено далеко, ама не можам ништо да најдам. И сеќавам почнав да плачам. И тогаш мислам дека за прв пат јасно го слушнав гласот кај што ми вели се изгуби, готово е, никој нема да те најде. И уште повеќе почнав да плачам. Барам познати лица, значи ништо, апсолутно, и тоа може би траеше 1-2 минути. За тебе било цела вечност. Ама во тие 2 минути единствената мисла во главата што ми беше дека прво не можам ја да си го најдам патот назад. Второ, дека не ме бара мене никој. Може више се продолжиле со животот, зашто тоа гласот ми Чувство на напуштеност. тоа ми викаше гласот. Ај па не си ти толку битен, са тебе да те бараат, животот ќе се продолжи. И после неколку минути една комшивка ме виде зашто плаче, што е. Ни 10 чекори не отидовме, повторно се ми беше јасно, се ми беше познато. И некако тој момент, и тоа го пишувам и во книгата, ја го поканив гласот као еј, кога сум изгубен, па и не ќам да бидам сам. Ти може си деструктивен, Ама тука си. ама барем си тука до мене. И тогаш може би му реков, ај, бујро му мојот живот, Му отвори врата. имам ја и други луѓе во животот, ама ја не ќам да бидам сам. Сакам некој, без разлика колку ти си деструктивен и избориш лоши работи, со тебе знам дека не сум сам. И всушност, тогаш, мислам, гласот постоел долго и пред тоа, меѓутоа тогаш најверојатно Излегувам гласот. површина. решил да ми се представи и да влезе во мојот живот. Сега,
ова да речеме дека е некаков си тригер кој што го појачал гласот за да биде поприсутен на твојот живот и тоа е нешто што комуницира со тебе за тоа кој си ти како човек, ама колку од гласот е само наша креација, а колку од гласот е наметнато нешто од нашите родители, баби и дедовци, општество, средина, колку е гласот и екстерен и наметнат. Види, гласот постои колку што постои човекот и се адаптира. И всушност, кога ќе ги анализираш првобитните заедници, првиот човек, гласот има многу позитивен карактер. Те штител од опасност. Штител од опасност. И како што се развива човекот, како што се развива човечкиот мозок, така и гласот се адаптира и од некој што те штити, станал некој што всушност не ти дозволува веќе да живееш. Што се однесува до мене и мислам апсолутно до сите, гласот пред да дојде кај нас живеел во главата на баба ми, дедо ми, мајка ми, татко ми, ги собера сите информации, трауми најверојатно од нив и со нашето раѓање од нивната глава се доаѓа во нашата глава. И со себе ги носи сите верувања, сите негативни работи, сите препреки, ограничувања што биле таму, те се пренесуваат преку гласот на нашето семејство, меѓутоа тоа не е гласот на мајка ми, тоа не е гласот на татко ми, тоа не бил гласот на баба ми, на дедо ми. Тоа се верувања кои што обстанале толку долго да сега го контролираат и мојот живот. Види, тоа и јазично се приметува. Одредени фрази кои што ги имаме во нашиот јазик, наследни, до тука ти е чергата, наведната глава сабја не ја сечи, такви некои фрази. Значи, тоа го слушаш и тоа ти се наметнува и ти мислиш дека тоа е нормално, тоа уствари се верувања кои што те ограничуваат тебе во твојот раст и развој, поради тоа што едноставно така функционира. Јазикот е најмојкна алатка на било која свест. Тие генерацијски трауми се наследни и слично обштествени. На балконот дури онака има теорија дека сме навикнати да патиме, бидејќи од патењето ние го вадиме успехот и радоста и слично. Колку тоа, например, еве тебе ти влијаело и што се си приметил ти дека е интегрирано во тој глас од тие работи што си ги гледал во општеството и во традиционалниот начин на функционирање на наше семејство? Па во гласот во мојата глава интегрирана цела историја на човештвото и цела историја на моето семејство. Несвесно биле пренесувани тие верувања и несвесно биле прифатени и од мене. Например, јас се сеќавам, баба ми и дедо ми цел живот работеа во Швајцарија, ама стварно крвнички работеа да создадат нешто што денес кога не се тука нема никаква вредност. Тие има едно село во Гостер во Беловиште живеат, има две огромни куки. Цел живот работеа за тие куки и никој не живее сега во тие куки. Тоа е иронијата на животот. Не, иронијата е дека преку нив, слушајќи ги нив, ми беше наметнато дека за да постигнеш нешто мора да биде тешко. Мора да има многу откажувања, мора да има многу рани, мора да има многу болка. И секогаш бил фокусот на крајниот резултат. Во нивен случај да ги изградиме овие куки кои ќе бидат најголеми во селото. А се што ќе води до нив, тотално не е битно. И со тек на време и мене тоа ми е наметнато во моето однесување дека секогаш се фокусирам на целта нешто да направам. Го заборавам патувањето, тотално ми е небитно, ја правам работата ја, меѓутоа нема никакво уживање во таа работа. Дали се забораваш и себе along the way? Да, се заборава за себе, зашто ти не се фокусираш на себе, се фокусираш на крајниот резултат. Јас ова морам да го направам. И ова мора вака да изгледа. Мора да изгледа како што сакам. Да, ма што е нус појавата, тоа е што се забораваш себе у процесот. Па немаш никаков фокус на себе. И му даваш целосна доминација на гласот да те води. И дали тука гласот е најсилен и дали тука гласот веќе оди од момент на негативност до да те натера да се само саботираш? Па не само да се саботираш. Гласот сака да те уништи. Ти на гласот си му противник. Значи ова стварно е дуел во ринг. Каде што гласот ги знае сите твои финти, а некој од нас не знаат дека гласот постои. Не се ни свесни.
и си велат, јас сум ваков. Ајва тако ми е мене карактерот. И многу интересно да запрашаш колку на вистина си таков, а колку е наметнато и колку ти е кажано да бидеш таков. Зашто, како што ти кажа, гласот не сака ти да, твоето вистинско бите, твојата вистинска душа не сака да постои. Сака да биде тотално да те доминира, а тоа го прави најчесто преку самоуништување, самосаботажа, пренесување на овие генерацијски вредности и верувања. Не ме сваќа погрешно, дел од нив се многу добри. Повеќе да се многу добри. Да, меѓутоа има дел од нив што се многу деструктивни, што ние сме ги прифатиле како апсолутна вистина и несвесно потоа ги носиме во животот. Па и во врските, во односите со во бизнис. Ќе ти кажам една ситуација, например, кога бев мал, мене ме страв да ми падне трошка од лебот на под. Зашто мајка ми, што е пренесено од мајка и, е тешка педантерија. Ја дури имам една тетоважа на нога од омилените зборови на мајка ми, еден од омилените зборови е педантерија. Мора се да биде под конец. Значи, ја ако ти се верува, во цело детство ми беше страв нешто да не ми падне на под од јадењето. Не дека сум бил казнет или нешто, меѓутоа толку тоа верување дека се мора да биде чисто на масава, ми било наметнато и мене, што после тоа, например, ако почнав да живеам сам, ја живеев во тотален хаос. Нормално. Плакарот, вака ми беше. Дома, вака. Бунт против тоа. Бунт, апсолутен бунт. Меѓутоа, не само бунт, туку тие моменти на јадеш ајвар со сирење и ајварот ти паѓа на панталона, ти паѓа на килимот, знаеш дека тешко се чисти и така натаму, потоа се трансформира моментот во ја не смеам да направам грешка. Не е убаво да направиш грешка. Види, еден таков момент што ти ќе помислиш, добро да е, па сега се фаќаш на моментот, ти трошка да не ти падне на под. Се започнува од едно зрно и од една трошка, што после тоа станува толку голем товар, што тотално го контролира нашиот живот. Значи, мене ме довело до тој момент да не направам грешка. Ти имаш некоја таква ситуација кај што сега, бидејќи знаме дека ти работиш на себе и така натаму, имаш ли таков момент кога си правил некои работи и после свакаш од кај доаѓаат? А си мислел дека се тотално небитни? Апсолутно, имам напретак. Значи, еве, ако тргнам ја најран момент кога сум размислил кога мене гласот ми се обратил, нели, секогаш е тоа некоја кор болка од детство, која што можеби не била толку травматична во тој момент, меѓутоа тоа е моментот каде што нешто сваќаш за себе и понатаму во животот кога ќе се случи нешто многу травматски, го поврзуваш со тоа првото и тука веќе му даваш на гласот онака мојкот 200 килотони да ти рече ете ти реков, сега ако сакаш да те заштитам јас тебе, слушајме што ќе правиме понатаму, за да бидеш секогаш заштитен. Кај мене дава лажна сигурност. Катастрофа, те фаќа и те води, не знаеш. Значи, мене ми се има случено тоа со, сеќам во градинка, рецитираме песничка, така? И ја песничката си имам научено. Супер, доаѓам на сцената, ман да настапам, и татко ми прв ред ми суфлира друга песничка. Зошто? Од желба да ми помогне, уствари ми одмага, јас тука се осеќам, окей, јас не можам да се потпрам на никој друг освен на себе, искажувам лутина да престане во моментот и си продолжувам како што треба. Сега каков патерн тоа кај мене прави? Значи имам ја некоја задача. Задачата е да изрецитирам како што треба песничка на приредба. И си ја учел, си ја запамтил. Ама тука е многу битна. Си визуализирал како ќе биде. Тука е многу битната работа. Ова е тука заебот главен. Кога учиш ти, учиш под стрес, пошто кој дете сака да учи песничка, сака да си игри, да прави што сака, кога сака. Доаѓа родител и ти вика, многу нормално, пошто нели така се учиме општествено да функционираме, ти вика, мораш ова, и ти учиш дека нешто мораш, значи мораш да работиш, а работиш под стрес. Значи имаш стрес, работа, и на крај кога ќе извршиш работата, ако извршиш добро, имаш аплауз, добиваш значи награда. И сега ти во главата со тек на време врзуваш дека процесот на да добиеш награда или да бидеш успешен започнува со стрес, по кој што следи работа, по кој што следи награда. Како старееме и се осозреваме и осознаваме себе си, сваќаме дека работата веќе ни е дел од нашето битие, поради тоа што ако работиш нешто што го сакаш, ти сега ќе го сработиш. Ако го сработиш добро, сега ќе имаш награда. И сега тука е на клучото психолошко,
Сакаш да направиш нешто со стрес или сакаш да направиш нешто без стрес. Гласот цело време ти вика, не се зафркавај, ако фатиш ова без стрес да го направиш, нема да бидеш доволно дисциплиниран и нема да ја завршиш добро работата. И тој стрес ни се врзува физички во нашето тело, го осеќаме дека додека не сум јас под стрес, ја не можам да направам совршен настан, совршена кампања, убаво да ја водам фирмата, убаво да се водам себе си, да навигирам низ животот, да имам нормална врска, да имам пријатели. И јас ако не сум под стрес, ако не притискам константно, јас не можам да направам. Ова ти е еклатантен пример за тоа гласот во мојата глава како ме притискал цело време. Се еден момент многу важен пропушти. Аплаузот. Го игнорирам. Не, нашо ме поентата. Многу работи ги правиме за аплаузот од другите. Апсолутно, а не за свој аплауз. Точно. И ако ти текнува ова на твој подкаст, го зборевме минатиот пат, буквално ова да си кажеш фала сам на себе, меѓутоа толку е, знаеш како апстрактно, толку звучи како баш како на што го збореш ти како lame self-help совет, сакај се себе. Тој исто има дел од тоа, баш преди да го зборувавме. Ја са бајлево, буквално прв пат во мојот живот разбрав значење на што значи да се сакаш сам себе. Претходно ми звучеше, знаеш како lame self-help трик, сакај се себе. Ја пошто сум интелектуализирам работи, меѓутоа мора логички да ги сварам. За мене сакај се себе си звучи нешто кога ајде си кажам секоја сабајле, многу те сакам, супер си, да ти треба друг бла бла бла, што се граничи на момент со его и нарцицизам. Меѓутоа, вистинското сакање себе си, јас тргнав прво да го разберам од тоа што сакам јас кај другар, другарка, роднина, љубовен партнер, се. Што е тоа што го барам во љубовта? Се знае. Почит, кога ми е тешко да ми слуша некој без да ми суди, кога ми е убаво и кога сум успешен, некој да дојде да ми каже, да го прифати тоа, да го признае и да даде поддршка. Кога имам потреба од мир, да го добијам мирот, кога имам потреба од тоа да седам, да ќутам, да не правам ништо, да го добијам тоа. И сега се викам, ја ако ги барам овие карактеристики, што точно знам кои се и како се, зошто не си ги давам сам на себе? И тука сватив дека тоа е решението за тоа како да се сакаш себе си, поради тоа што ако мене ми е тешко, и јас дозволам на гласот да се активира, да рече, ете пак сгреши ти, не те бива, и сите тие негативни мисли, ако дозволам да ги направам, јас себе не се сакам. А ако ми е тешко и дозволам гласот да ми каже, во реч што ти е тешко, прифаќам дека е вака, седи си, крчкај си се во анксиозност и во паничните напади, ќе поминат, прашање на време. Ама кога ќе поминат, кога се осетиш убаво, ќе сватиш дека ти си безбеден сам со себе, бидејќи што бараме во безбедно закачување со некое друго битие. Бараме, кога ќе ни биде тешко, во присуство на тој човек да се осетиме безбедно. И тоа за мене беше откровение. Сега тука има пак две манипулации од гласот во главата. Првата манипулација дека толку многу го има направено клише моментот сакај се себе си. Да. Што кога е да го кажеме моментот за сакање ти себе се гади. Си, не викаме звучи као клише. Не е клише. Воопшто не. Ама треба го разбераш. Ама тоа што е најголемо клише е најголемата вистина. Ама гласот толку го има изманипулирано што ние праја верзија кон тоа. Ги праја верзија, а ти ако во себе имаш чувства на се мразам себе си, не се сакам вако. Не сум доволен. Ми треба мене некој да ме сака за ја да се сакам. Тоа е втората манипулација на гласот. Дека не има изманипулирано за да почувствуваш вистинска љубов, треба да имаш покрај тебе партнер, партнерка и така натаму, што тебе ќе те сакаат и ќе те валидира. И ќе те валидираат. Значи екстерната валидација станува најбитна. Човекот не може сам да живее. Ние сме социјални битија. Тоа е факт. Апсолутно прифатливо. И не сакаме. Но човекот не може вистинска љубов ни да даде, ни да прими, ако не го чувствува тоа кон себе. И затоа мислам дека толку врски се распаѓаат. Затоа што толку многу стануваат зависни од валидација на партнерот и таа потреба од љубов, наместо да се надополнува врската со тек на време станува токсична. Затоа што еден партнер цело време бара љубов, другиот партнер ја избегава. Не, може да доживува на друг начин, пошто да. И за љубовта нема една универзална дефиниција. Ама пак ќе кажам, гласот е толку моќен што ги зема овие најчисти, најубави работи, ги манипулира да стана нешто што нема никаква врска со реалноста, а ние ги прифаќаме као вистина и дури се смееме на вистината.
Да. Нема ништо смешно, напротив е мокно, и оно што е најклише се бари да се погледнеш во огледало и да си кажеш те сакам. Да. Нема ништо егоистично да си кажеш еј браво, ја ова го направив. Супер е аплаузот. На крајот од денот и се што правиме, сакаш да го доживееш аплаузот, ама нема подобар аплауз од оној натрешниот, вистинскиот, во длабочината на твојата душа, кога ќе направиш нешто и кога ќе си кажеш на себе си, еј, ја ова го направив. Затоа што тука доаѓа на друга манипулација на стравот. Да не си го признаеш успехот. Толку лесно се ги признаваме грешките, значи, слабостите, И си ги повторуваме. а никако да си го прифатиме успехот. Пошто успехот е демонизиран. Да, Апсолутно. апсолутно. Значи, тоа можеш да го видиш и во бизнис. Во бизнис веќе, особено тие некои генерации транзицијски како што сме ние, што сме поминале низ XY работи каде што државата имала, па после тоа немало и слично. Секој што успеал, поради неколку лоши примери, сега ти ако успееш, автоматски си ти како тие што си ги мразал како деца што биле безмилосни. А тоа нема блага везе. Тоа воопшто не се случува во реалност. Сега ќе ти кажам, ја кога отидов на 16 години во Америка, ја за прв пат прочитав мотивацијска книга. За прв пат И прочитав беше запрепастан. дека постои вакво нешто. Што е ова? Што е ова? Некој толку се соголува, некој ова го збори, некој ги покажува сите чекори од успехот. Значи, јас стварно кога отидов на 16 години во Америка, мене тогаш ми се случи првиот свич, затоа што во моето обкружување до тој момент успехот беше мачи се, жртвувај се и бескраен луп на тие работи. И цело време анксиозност. Да, и не уживаш во ништо. И кога ќе имаш успех, се срамиш од Па успех. не е успех. Еве, например, еден друг глас што е пренесуван. И, например, ја кога издадов мојата прва книга, се гледаме на врвот пред 13 години, баба ми прво што ми кажа е, абе не збори толку многу, секакви луѓе има. Не ти мисля сите добро. Да, и што да правам со тоа? Ама јас со таа книга не го нудев успехот за како да станеш мултимилиардер, туку Таа книга за тебе. таа книга намногу беше за ќерка ми. Тогаш се роди ќерка ми, јас и пред да се роди еден турбулентен период имав и сакав нешто да остане, да знаеш тоа дека ти беше беба, ова се случуваше претходно. И да, се соголи во таа книга, дури например мајка ми и татко ми некош ми се лутат за било која книга, зашо ова го стаи, зашо вака ова, не мора сите да знаат се. Не дека јас сега 1000% се соголувам и кажувам се, меѓутоа има одредени ситуации кои што сите не ги доживуваме. И мене ден денес на 41 година толку ме нервира тоа што таа дефиниција за успеха нас е толку демонизирана. И ден денес имаш толку и успешни и предприемачи кај нас и луѓе што се плашат да зборуваат за својот успех, а имаат постигнато многу. И оно што ми се допаѓа во новава генерација на предприемачи, па тоа не постои веќе. Значи патернот се менува. Тие зборуваат и 10.000 евра да направи, окей му е. Ќе каже како ги направил тие 10.000 евра. И ако изгубил милион и тоа ќе го сподели за на крајот од денот, стварно верувам дека сите поминуваме неслични работи. Да. Ама ако ги чуваме само за себе, како ќе се трансформираме ние прво како индивидуа, а после тоа како општество. Ама гледаш, значи гласот знае да се вметне апсолутно во сите аспекти на нашето живење. И сега да се вратиме на интересна тема, каква врска има гласот со твоето минато? Колку гласот го засилува секој лош момент во твоето минато за да стави тебе во контрола? Значи минатото е најмокна алатка на гласот. Ама не зборам за она минуто на убави спомени. Не, секој можна фейлиер. Не, гласот. Ја и тоа во книгата пишувам. Има архива на сите твои грешки. И на тие што се сеќаваш, и на тие што не се сеќаваш. И на тоа што си мислел дека е грешка, и на тоа што не се ни сватил дека е грешка. И во моментот кога треба да донесеш одлука, или во моментот кога си даун, или во моментот кога нешто ти се случува, тој отвара архивата и ти ги пушта сите грешки истовремено. Како филм. Како филм. Константен филм. Ке го направиш ова? А се сеќаваш на оваа грешка што направи? Исто ќе испадне сега. Кај трчаш? Кај трчаш? Ај маце смири се. Ај врати си се ваму комфортнава зона, седи се таму.
Сеќаваш кога те повредија минатиот пат. Да, ја те штитам. Сеќаваш кога презема ризик и кога пропадна. Пак сакаш истото да го доживееш. Не се сакаш себе си до толку што сакаш да си го направиш пак тоа. Јас сум тука, те штитам тебе. Не ти мислам ја ништо лошо, значи тоа се зборовите што декнуваат во нашата глава. Мастер манипулатор. Мастер манипулатор и го користи минатото за уништување на сегашноста, да не збориме за иднина. Па за иднината мислам ти ги прави најможните сценарија. Ама секогаш се врзува за тие болни моменти во минатото. И тоа се најчесто моменти што ние уште ги немаме isprocesirano. Најчесто чувства што се уште можеби ги немаме ни прифатено. И мора да постои процес на, можеби тука има еден позитивен аспект на гласот, ти дозволува повторно да го доживееш истиот момент. Меѓутоа, ако имаш поголема свесност, го користиш тоа чувство од тој момент, да не го почувствуваш повеќе. Не да го повторуваш, туку да се научиш дека тоа чувство, колку да било болно, е дел од тебе. Значи, сите грешки се дел од нас. И мораш да прифатиш дека ќе правиме грешки до крај на животот. Но, гласот сака грешките нас да не дефинираат. А не треба да не дефинираат, треба нешто да не научат. Колку гласот ја сузбива автентичноста, колку гласот ти кажува биди општествено прифатлив, повеќе ќе те сакаат сите, како што зборевме претходно, зависни од екстерна валидација, бидејќи ако си автентичен, ако видат луѓето каков си реално, нема да те сакаат. Дали стравот од тоа дека луѓето нема да те сакаат е поголем од стравот да си останеш во комфортна зона? Тој начин на функционирање на гласот е присутен во моментот на нашето раѓање. Прво, една мајка се споредува со друга мајка. Детево дали има околичка пластична или околичка од Ферари. У Ферари. Второ, не знам дали тебе да си има случајно у школа, нели имаш друштво. Што доби на тестов? 4, а што доби Петар? 5. Ете. Значи само еден збор треба. Ете. Да. Значи чекај, нешто не е во ред со мене, дошao доби 4, Петар доби 5. И после тоа континуирано ти доаѓа. Овој се запиша вамо на факултет. Овој одма доби работа таму, а ти, например, уште немаш работа. Значи, континуирано споредба. Што е крајниот ефект? Гласот сака ти да бидеш дел од толпата. Зашто ако си дел од толпата, те доминира и тоа е тоа. Гласот не сака ти да откриеш автентичноста и најчесто нашата автентичност е нешто што ние се срамиме од тоа. Затоа што сме немале ни платформа, ни култура, ни начин на растање, каде што нашата автентичност била ранета. Било дозволена да порасне. И што е најинтересно, кај се гледа таа автентичност? Кога правиш нешто што другите, например, не знаат, ама ти многу уживаш во тоа. Например, ја обожавам книги за историја да читам. Ја не сум ни завршил историја. Не седам со тебе на рандом, за руска револуција сега да правиме муабет, ама од аспект на овој не. Ама, например, ја кога ги читам тие книги, ја апсолутно уживам. И ако доеш кај мене дома, ќе видиш дека мене сите книги ми се историски. Ама, например, таа автентичност никогаш не сум ја прикажал ја у јавноста. Тоа било мое. И види се што е многу смешно. А реалноста е дека кога ја прикажеш таа автентичност, ќе привлечеш многу повеќе луѓе како тебе, со кои што автентично ќе се поврзеш и нема да чувствуваш мотив да се споредуваш со нив, туку ќе чувствуваш мотив да си повеќе автентичен, да си самиот како себе и да можеш да одиш напред. Па што пази, она што е многу интересно е исто така како ги гледаме годините во кои што сме. Чи има една теорија на Карл. Да. И тоа многу важно. Да. Ја на 20 години не сум ги знаел овие работи. Да. И не можеш да ги знаеш. Не ни треба да ги знам. Да. Ама на 41 и тек како треба да ги знам. Па види, тоа е смешно. Има една теорија на Карл Јунг, вика, првите 40 години се тренинг. Да. Вистинскиот живот започнува после 40-тата година, пошто тогаш на вистина се спознаваш и почнуваш да го живееш вистински животот автентично. И оно што е многу интересно, многу луѓе често ја прават таа грешка и викаат, види го ово или ова, средновечна криза има. Не е тоа средновечна криза. Тоа е момент каде што толку многу си ја чувствувал болката на сите грешки, неуспеси на минатото, што едноставно решаваш дека доста ми од болка,
ајде да видам што можам соматски, на ниво на тело, да направам, да почувствувам се што ми се случило, за да го исфрлам тоа, за оценката да интегрирам персоната, сите тие негативни работи што, например, ако си приметил, најмногу не тригернува кај некој друг, некоја карактеристика која што ние имаме и сакаме да се и некој да ја прифатиш. Да, некој оговара и кажеш престани да оговараш и onda му се понашаш баш онака агресивно, уствари себе си кажуваш престани да оговараш. Ако дел од мене е да оговарам, ја тоа не викам дека е добра карактеристика или да сум луд, бесен и слично. Ако е тоа дел од мене, ја ако не го прифатам, телото ќе ми трпи поради тоа што ќе се буни, поради тоа што не сум автентичен. А ако прифатам дека на моменти сум експлозивен, сум љубоморен, сум посесивен, јас можам да го интегрирам тој и да кажам, ајде кога ќе се почувствувам така, да не се тепам себе си, да не му дам гласот да ми каже, ете ти реков. И таков си, тоа ти е карактер. Да, туку да речам, окей, јас сум таков, ама што можам да земам како гориво од ова, за да се мотивирам да бидам подобар за себе, не за надворешната. Бидејќи еве тука, кога ќе дојдеш во таква ситуација, во таква спрега со гласот, како почуваме да имаме вистински диалог за да го сузбиеме? Според тебе, кој е оној момент кога почуваме да зборуваме со гласот, каде што почнуваме малку ние да доминираме? И дали доминираме некогаш? Не се работи тука ни за доминација, ниту за прифаќање, ниту за разговор. Треба да го оставиш гласот да збори. Ама да не ти влијае? Мислам дека во одреден период од животот треба да го слушаш. Да му ги научиш триковите, односно твоите тригери. Зашто па и премногу дискусија со гласот му дава и премногу значење на гласот. Да се објаснуваш. Да се објаснуваш и верувај ми, гласот е многу подобар манипулатор од нас. Гласот има апсолутно одговор за секое наше прашање. Затоа некогаш и премногу дискусија со гласот не е ни потребна. И премногу самоанализа. Да. Тоа тебе 100 сум ти го кажал за самоанализа. Затоа што и премногу копање, до кога ќе копаш? Ама до кога ќе копаш? Додека не се мрднеш. Не, ама озбилно. Работам до кога ќе работиш бе на траумите? Живеј доста. Копање. И со дедо ми бунари. Да. Така да тука доаѓа моментот на колку си ти подготвен да бидеш сам со себе и да го слушаш гласот. Ама кога зборам сам со себе, значи сериозно да бидете само ти и гласот и да го слушаш. Зашто најчесто гласот кога збори ние бараме дистракција. Работам, барем да не мислам на тоа. Кидам на одмор да се одморам, после се ќе биде окей. Ништо. Pardon my French. Само бегаш. Ама или и милион такви ситуации и всушност ние цело време правиме избегнување на соочување со стравот. Со себе. Односно со себе. Сега, кога сме на таа тема, кога се соочиш со гласот, без разлика кој да е исходот, сам со себе седиш, си се крчкаш во анксиозност и панични напади, што е тоа што најлошо можеш да го слушнеш од гласот и што е тоа што најлошо гласот ти го има кажано за сам себе? Значи, видите, прво ти, пак ќе кажам моје верување, за да стигнеш моментот на да бидеш сам со себе, прво тоа е едно многу темно место. Значи, сам со себе не седиш со коктел на плажа, туку сам со себе седиш кога светот кој што си го градил и си мислел дека е вистински, дека твој почнува да се распаѓа, односно да губиш контрола на визијата што си имал ти во глава за тебе и за твојот живот. Или сликата. Сликата. И тоа е многу темно место. И во тој момент гласот мислам дека го активира најголемиот арсенал. Затоа што тогаш и гласот може би сваќа дека почнува маца да губи контрола. Чекај, шо пресе овој? Мисли дека нешто, дека ќе ме уништи? Не, јас ќе му кажам. И сам најтемната мисла што ми ја кажал гласот е дека не заслужувам да живеам. Тоа е многу темна. Да. Ама е реална. Да. Дека ти ваков никаков ќе не заслужуваш да живееш. Да, шо преш ти на земјава? Зошто трошиш кислород? Да. Ти го трошиш кислородот на земјава. Види колку пати си паднал, види колку луѓе си разочарал. Види колку луѓе успеале, ти тапкаш уместо. Не, више не те ни споредува со никого. Те напаѓа директ. Вака те седнува и те вика погледни го сега твојо ѓубре. И ти ваков планираш да живееш? Што е поентата на твоето живење?
Тоа е мојата најтемна, не знам која е твојата најтемна. Исто, без вредност. Да. Што губиш време? Губиш време, се трудиш цело време, одиш напред, да, имаш некои успеси, само не се битни, не се доволно. Ти не си доволно, Ти никогаш нема да бидеш доволен. Да, никогаш. Што и да правиш и прифати го тоа нема. Чабе, да. Да. Што не губи време. Иди на аутопилот и слушај мене, или доволно трошиш кислород. Бидејќи еве кога си сам гледаш што Да. се дешава. Се Да. се распага околу тебе. Никој нема. Да. Ти си комплетно сам. Да. А уствари Само кога мене ме имаш. Да, а уствари кога си комплетно сам, сваќаш дека не си. Сваќаш дека тоа што го правиш, што те мотивира, тоа што внатре интринзично те тера да работиш на било кој момент од твојот живот, дали е тоа на социализирање, давање назад кон заедницата, веќе сваќаш дека има нешто многу поголемо од тебе. На гласот тоа не му се допаѓа, поради тоа што ако има нешто поголемо од тебе, не си свртен сам кон себе и не може да се тепаш себе си. Поради тоа што ако си дел од поголема приказна, ако даваш назад кон заедницата, менторираш, помагаш на други, тука веќе наоѓаш која ти е поентата за да бидеш ти на планетава Земја, која имаш ти цел поголема од тебе, многу е полесно да се движиш напред. Да. Сега што е многу важно тука да додадам. Кога зборам на моментот сам со себе. Гледа се гласот колку е уствари гений. Ја поместува на граница на тоа што значи изолација и трансформација. Да. Затоа што и тоа седање само со себе не треба да биде до крајот на вечноста. Да. Ти мораш да се вратиш после тоа во Интегриран. со тие трансформирани верувања да продолжи да го живее животот. И пак е поврзано со ова што го кажав на почетокот. Ти кидеш и на психолог, и на психијатар, и милион мотивацијски книги. И кидеш у ашрам, ке кјутиш месец дена. И кидеш у пештера, ке медитираш 3 месеци. Духовноста, трансформацијата не е за седање у пештера. За покажување кон животот. Туку е за Кон средината. интегрирање на тие некои вредности вистински твои во твоето живење. И тоа не значи дека ти си совршен. Никако. Ни треба да бидеш И совршен. прифаќање дека не си совршен. Ама прифаќаш дека не си совршен, јасно ги имаш дефинирано твоите верувања и тогаш мислам се тие зачетоци на ние што претходно што кажа, значи 30 години. Затоа што го има моментот ти се соочува со смртноста, дека зборам сега на 40, јас сум сега средновечни години, ако живеам до 80. Да. Ама не знаеш колку ќе Не живееш. знаеме, значи мислам дека после таа 40 се соочуваш со смртноста и во исто време сигурно и тебе ова ти си има десено, се случува еден свич, па преку такво ми е све да правам за другите. Сега ќе почнам да правам нешто само за мене. Така е. И мислам дека тоа е трансформацијата. Ама трансформација на начин на кој што ќе си дадеш љубов на себе и Да. ќе се признаеш. Не зборам, не кидаците у Да, 3 лепе, ја ќе правам што сакам. Така Не, е. ја ќе правам Ама тоа нема што- да идам против себе Тоа повеќе. што секогаш било во согласно Да. со моите вистински вредности. Е, така. Сега сакам јас да бидам јас. И сега што се случува? Кругот, што се го има претходно, се смалува. се Или смалува. радикално се чисти. Да. Некогаш и до тој Да. степен оди. Па, еве, например, тоа и во книгата пишам дека гласот те обкружува со луѓе што многу малку од тие луѓе ја прифаќаат твоето вистинско јас. Повеќето се сценографија. И ти се адаптираш на нив. Нема да сонувам ја многу, нема да зборам за мојот успех, затоа Ќе бидам мал за да има простор за други. Горан да се почувствува Нелагодно од мојот нелагодно. успех. Да. Или од мојата енергија. Да. Да. И сега тука е следното прашање, како гласот влие на сите тие негативни црни мисли, каде што доаѓа и до анксиозност, до панични напади, до чувство на безизлезност, до страв, најголем да се обидеш било што, да си она закатанчен во една безбедна зона и комфортна зона каде што немаш никаков напредок. Вака сам, не знам колку ова може би моје уникатно размислување. Не знам колку научно е потврдено, од моје искуство ќе ти кажам. Анксиозноста, паничните напади и гласот како нивен сопственик и манипулатор, мислам дека најчесто почнуваат да се активираат кога ти
натрешно чувствуваш некаква потреба од промена. Да. А таа потреба од промена може ти ја немаш искристализирано, меѓутоа најчесто се случува со губење на работите надвор од твоја контрола. Се случуваат работи што ти не можеш да ги контролираш и најчесто тоа го сваќаш ти за најголема трагедија на светот, затоа што тоа е се што ти било познато до тој момент и сега почнуваш да го губиш. И мислам дека во тој момент веќе почнува и тоа зрно на свесност кај тебе да се развива. И кога почнува тоа зрно на свесност да се развива, гласот сваќа дека нешто се случува кај тебе. Дека можна е некаква си трансформација. Сега, како јас да го превенирам ова да се случи, бидејќи некам јас као глас да се случи трансформацијата, ќе почнам да го правам анксиозен, да почнам да се плаши од апсолутно све што му се случува. И најчесто најмокното оружје е паничниот напад. Зашто е паничниот напад? Што беше кај мене? Соочување со смртта секогаш било. Например, мене паничниот напад може би траже 30 секунди или 1 минута, меѓутоа ми го даваше чувството на смрт. Да, дека умираш. Што секаш Дека дека умирам. умираш. Јас Физички ништо нема. Ја неколку пати јам кажано дека мене имаше денови кога легнував со сликата од ќерка ми или со сликата од моите, бидејќи мислев дека утре нема да се разбудам. И во тој момент мозокот мој беше програмиран да ми каже готово е. Тука е крајот. И во таа минута јас стварно мислев дека е крајот, дека ќе умрам. Милион на сегде сум бил. Ништо не е страшно, нема да умреш. И сеќавам на психологот му кажав, да. И на психологот му кажав, ама некогаш и сакам да умрам. Зашто ја 3 пати на ден умирам. 3 пати на ден умирам. Некој умира, го фаќа инфаркт и умира и тука е крајот. Нема болка. Ја умирам секој ден по 10 пати. Зошто? Затоа што во тој момент умира твојата стара верзија. Така е. И гласот почнува да се бори. И ти ја дава таа сензација. И што уште по-манипулативно и потемно е, ќе ти заврши тебе тој паничен напад. И нема тука момент на опуштање. Не. Туку што е, кога ќе биде следниот паничен. Исчекување. Да. И најчесто кај мене беше најмал тригер. Но ќе се свртам и сега нели вратот може да ти крсне малце. Леле, тром ми се откача. Тебе ако ти се верува, ја, например, кога бев у врвот на моите панични напади, ја бев на секој можен лекар што постои. Ја влагаш у хипохондрија. На све живо и диво бев. На све. Бемка, рак на кожа. Леле, стомаков ме боли, леле, рак на дебело црево. Нешто бев болен, леле, рак на грло. И сега имав приватно осигурување, например, у Дубај. Доктори, приватно осигурување имаш, ај ќе те провериме ваму. Додека на крај после не ми кажа еден некој као матичен лекар нешто, беше као мислам дека е време да престанеш и дека тебе ти треба психолошка помош. Дека вака стресот ти бил преголем. Не можеш да продолжиш. Сега тоа може би биле најболните моменти од мојот живот, ама и најтрансформативните. Затоа што секогаш, и пак ќе кажам, ова е моја вистина, што многу луѓе кажат, како ги победи паничните напади, анксиозноста. Значи, прво, не е тоа нешто што треба да победиш. Второ, има професионалци со тоа што се бават, така да пак напоменувам зборам од лично искуство и она што јас сум го спознал преку лична работа. Значи, кога се случува анксиозноста и паничните напади, кажав дека веќе си подготвен за некаква трансформација. Меѓутоа, што е многу поважно е да влезеш во сршта на што се продукт тие панични напади. Бидејќи паничниот напад е резултат на некоја интерна вистина која што ти ја веруваш. Интерна вистина. Да. Некое мислење за себе. И најголемата вистина е, неколку пати јам кажано, што јас ја открив што е всушност семето на мојот паничен напад, е тоа што гласот ми ја има изманипулирано целосно дефиницијата за што значи успех. Да, така.
успех било секогаш аплауза на мајка ми и на татко ми. Они да ми кажа мене браво. Јас да се издигнам на другите. Кога се роди ќерка ми, успех беше јас да бидам најдобриот татко. Јас на ќерка ми да ја најдам најдобар живот. И сите овие работи се супер, нема ништо погрешно во нив. Така е. Меѓутоа, не треба тие да ја дефинираат мојата дефиниција за успех. Да, поради тоа што се забораваш себе си. И забораваш што е тоа што тебе те Не само прави што се среќен. заборавиш, не постоиш. Да, апсолутно. И јас кога направив трансформација на таа дефиниција за успех, и тоа е моја лична дефиниција, и нема никаква врска со ништо, тогаш веќе почнаа да се намалуваат и паничните напади. Помалку сум анксиозен. Научив не да го предвидам моментот, туку да осетам кога гласот сака повторно Доминира. да ме изманипулира. И пак ќе кажам, не можам сега да ти кажам, ја ги победив паничните напади, анксиозноста, ама се соочив со нивната вистина. Ама и свесен си кога се случуваат на што се производ. Дури некојаш да се производ. Кога се случуваат? Да. Кога се случуваат? Кога губиш контрола? Да, при голем стрес. Телото веќе не може да постигне. Ти се враќаш во некоја базична форма во која што си бил во некои по-тешки денови и целото тело соматски го преживува тоа како траума повторно. Да. И ти ако не научиш да му кажеш на телото, ајде се, окей, преживувај го ова слободно, додека не помине, земи си време колку и да треба, додека не помине. Ако ти го потиснеш и кажеш, не може сега овака, јас сум у контрола, јас ќе ти кажам како и се, ти само го потиснуваш и му даваш повеќе сила. Ако го пуштиш да излезе од тебе, кога ќе го почувствуваш, бидејќи веќе мозочно и душевно си спремен за трансформација, како што кажа, таа трансформација правиш во мозокот и во душата, меѓутоа мора да ја направиш во телото, бидејќи телото памти стари програми, телото памти, ќе поминеш некаде, ќе мириснеш, не знам, мирис на Тоа свеж. мене ми се случува. Тоа со мирисот. Мојата меморија е поврзана со мирис. Апсолутно. Мирисаш ајвар некаде и те враќа во детството, дека еднаш кога се правел ајвар имало некоја травматска работа и одма ајварот те потсетува на убава нешто лошо. работа. Не, Да. во ред. Најлесно кога те потсека на убава работа. Најголем проблем е ќе помирисаш, не знам, мирис на липи и секој треба да рече и убаво чувство, тебе ќе те тригер На алергијата. на алергијата. Земаш полн воздух и губиш воздух. Добро, мислам дека ептен добро ги поминавме сите работи и не сакаме да даваме многу спойлери за да имаат луѓето што и да прочитаат во книгата, ама за крај последното прашање со кое што сакам да затвораме, од кога ќе се соочиш со гласот, што значи да си ослободен од него и што значи слобода и дали слободата значи дека го нема повеќе гласот или учиш само да живееш со него? Мислам дека гласот го има изманипулирано изборот слобода. Значи, оваа книга не е дека ти ќе го уништиш гласот. Затоа што колку што постои човештвото, постои и гласот. Меѓутоа, ја го гледам ова на овој начин. Наш дома кога си работиш, телевизорот ти е уклучен, ама е на мјут, само Врти у декор, позадина. Да. само декорен некаков. Тоа е гласот. Тоа треба да биде гласот. Тоа е мојата цел. Значи да му се одземе гласот на гласот, Точно. И да биде само декор. да постои во позадина. Да. Пошто ако со сила го исклучиш, Па не можеш така да се исклучуваш и себе си, затоа што на крајот од денот, како ќе растеш ти, ако не нема која ти сере. нема која да ти се качи на глава. Не само тоа, кога не е работата да доживееме совршенство и нирвана, Не постои тоа. мислам тоа би било супер. Ама мислам дека тоа е и крајот. Да, Како викаат? Кога ќе постигнеш целта толку. Да. Затоа целта треба да биде секогаш над тебе. Да постигнеш свесност за себе, да прифатиш дека работата на себе континуирано ќе се случува, И ти треба. ама и дека оваа верзија во овој момент мене ми е супер. Мислам дека тогаш се случува не уништување на гласот, туку стишување на гласот. Затоа што да не заборавиме,
која е основната функција на гласот? Да те заштити. Да те заштити. Значи, иначе, ако го немаш гласот, ке си поминаш на среду улица, ке те фукне кола, Точно. ко телетабис. Точно. Значи да му одземеш моќта на сите деструктивни манипулации и да се вратиш на основната функција на гласот. Да ме заштити. Ако мене ќе ме заштити гласот, тогаш јас со мојата свесност ќе почнам да работам на мојата трансформација и на моето на крај прифаќање. Да се привати себе си сите своји негативни и позитивни работи, да сватиш дека ова ќе биде континуиран процес и се пак клише и дека животот е убав. Не верувам дека ние постоиме на овој свет за да доживееме само болка и трауми и несреќи. Апсолутно не. Дека поентата на нашето постоење и на Инстаграм имаше еден ваков клип математички колку е тешко да се родиш ти. Значи, Да. фактот дека што ние постоиме е со бројки математички Е чудо. Е чудо. Да, апсолутно. Чудо е. Фактот дека ти сега седиме овдека и го правиме во подкаст е чудо. И ова е завера на универзумот од милиони години. Да стигнеме ја и ти до овој момент да правиме муабет за Ами да ги следиме сите траги што ни ги остава универзумот за да стигнеме до овој момент. точно и да сватиме дека Да си свесен и да гледаш и да слушаш. без разлика на работите што ни се случуваат во животот, број 1 треба да живееме, а не да преживуваме. Да. И број 2 дека животот со сите компликации, со сите стресови, со сите проблеми е Пак е убав. убав. Да. И животот е многу едноставен, само ние го комплицираме. Односно, гласот во нашата комплицира. глава го комплицира. И број 3, гласот во твојата глава, промоција на 29 октомври. 29 октомври, дојдете во живо да добиете копија подпишана од авторот, а во меѓувреме читајте ја. И ја и ти, Коста, се гледаме во наредната епизода на Муабети длабоки. Да. Се надам кога ти ќе ја промовираш твојата книга. Наскоро. Време е, Владко. Не дозволувај гласот да не ја довршиш книгата. Фала ви на сите што не гледавте. До следен пат.